И следите вестите на Канал 8. Добар ден. Полнењето на нивите за сеидба на оризот започна со зафаќање на проточните води од реките, но од водостопанство Брегалница се подготвуваат за ставање во функција и на двата магистрални канали. Во моментов при крај е реконструкцијата на десниот, а по чистењето на наносите водата ќе потече и по левиот магистрален канал. Се уште трае реконструкцијата на десниот магистрален канал од хидросистемот Брегалница, поради што во него не е пуштена вода за наводнување на оризовите површини. Во меѓувреме се користи поволната хидролошка состојба во реките од регионот, при што со зафаќање на проточните води се полнат првите неколку стотина хектари што се планирани за овогодишната сеидба. Од водостопанското предпријатие велат дека работите за реконструкција на каналот се интензивираат и се очекува за околу една недела да бидат приведени кон крај. Десниот магистрален канал се реновира, значи на одредени делници. Исто така сакам да кажам дека десниот магистрален канал се реновира кај местноста Жиганци од минатата година со помош на средства од Министерството за земјоделие, додека пак од пред неколку дена започна, значи водостопанство Брегалница само да го реновира каналот. Сега моментално работиме кај Бање и Спанчево, после имаме на делница кај меѓу Соколарци и Жиганци, тоа ќе биде завршено за едно 7-8 дена и каналот за наводнување до Крупиште ќе биде спремен негде до крајот на овој месец. Според Беличев, вода за наводнување ќе добијат и земјоделците кои го користат левиот магистрален канал, пред се во атарите на општините Виница и Зрновци. Неопходно е предходно да се извршат помали интервенции, за што ќе биде искористена постојната механизација. Минатата година водостопанство Брегалница го изчисти скроз од нанос од дрвја левиот магистрален канал. Оваа година, значи, знаевме дека имаше големи дождови на одредени делници, значи каналот е пак заполнет со нанос. Чим се кога ќе завршиме санацијата на десниот магистрален канал, ќе пуштиме една машина и на левиот магистрален канал да го прочисти целиот канал и луѓето, односно земјоделците да добијат водата. Со оглед што од хидролошки аспект сезоната е многу поволна, не се очекуваат проблеми околу успешното реализирање на планот за наводнување од хидросистемот Брегалница. Вештачките акумулации се наполнети и во договор со водните заедници ќе се изготви динамика за испорака на водата, што ќе се реализира во текот на целиот наводнителен период. Временските услови влијаеа неповолно, виничките пчелари очекуваат загуби на мети во тековната година. Без оглед на падот на производството, пчеларството останува профитабилна дејност. Мерливи загуби на мет очекуваат виничките пчелари во 2015-та. Првиот пресек се прави со доаѓањето на пролетта. Каква била зимата, во голема мера влијае врз количината на производство, што годинава вклучува нејзин пад поради зголемената влажност изминатите неколку месеци. Ќе имаме, мислам, доста загуби, затоа што доста малку убави денови имаше за пчелата да излегува на прочисен лет. Може да се јави тука и една болест која ние викаме ноземоза. Таа се јавува кога пчелата после 15-20 дена не може да излезе на прочисен лет, па дури е принудена внатре у кошницата да го врши тоа прочистување. Но ваквите временски услови не се сосема атипични, така што и очекувањата на производителите на мед се релативно позитивни. Мислам дека сепак ќе биде добро, врнежите ќе влијаат доста на вегетацијата, ќе имаме тревки, мајчина душица, детелинки, па и другите планински тревки и мислам дека очекувам да биде добра годината. Бројот на органски пчелни семејства последните 10 години е во неколкукратен пораст. Дел е резултат на финансиската подршка на владата и Министерството кон пчеларите, но и на профитабилноста на дејноста. Средношколците од Кочани успешно ја реализираат активноста за собирање потписи од граѓаните како подршка на нивното барање за разговори во Министерството за образование. Истовремено реагираат поради погрешното информирање на јавноста за целта поради која го организираат потпишувањето на петицијата. Успешно се реализира петицијата со која се собираат потписи за подршка на барањето на средношколците против реформите во образованието. Тоа значи дека тие се разбудија и го кренаа гласот против лошите реформи и против новите закони, што ден во ден се менуваат, вели Иван Коцев, претседател на младинската организација при Средното општинско училиште Љупчо Сантов.
Според него, средношколците нема да дозволат да бидат третирани како експериментални глувци во носењето на новите закони и во секојдневното нивно менување. Потврда за тоа е токму успешната петиција, вели Коцев. Во нашата борба потенцирам против реформите во образованието, за само 2 дена се собрани 650 потписи од учениците и од граѓаните кои што недвосмислено ни ја даваат поддршката. Не застануваме овде, ќе бидеме истрајни до крај во нашата битка за нашите права. Тоа ви го гарантирам и во тоа ви уверувам. Нашите потписи во текот на утрешниот ден ќе бидат испратени до Министерството за образование и наука, а во четврток ќе дадеме и јавна поддршка на третиот протест на средношколскиот пленум во Скопје. Коцев ја пренесе реакцијата на младинската организација од Средното општинско училиште Љупчо Сантов поради погрешното информирање на јавноста во Кочани за целта на собирањето на потписите и ставовите на учениците во врска со новите законски одредби. Почитувани граѓани, мојот говор во вчерашниот прилог во дневникот на телевизија Кочани беше исечен и нецелосно пренесен, со што се пренесе погрешна слика во јавноста. Како јавно гласило имате обврска целосно и точно да ги пренесувате нашите говори во согласност со новинарските принципи. Вие тоа во вчерашниот прилог не го направивте и како младенска организација од вас бараме во целост да го објавите денешниот деман во сите информативни изданија на вестите на телевизија Кочани. Во спротивно ќе сметаме дека вашата телевизија нема намера целосно да ги пренесува активностите и информациите кои што ги дава младенската организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. Собирањето на потписите за поддршка на барањето на средношколците успешно се реализираше и во текот на вториот ден од планираниот рок. Вчера учениците излегоа во трговскиот центар и за неколку часа собраа близу 200 потписи од граѓаните. Правниот факултет предничи по бројноста на кадарот споредбено со факултетите во микрорегионот. Бројот на наставници и соработници жени во учебната 2014-2015 година се доближил до бројот на академски работници мажи, покажуваат последните податоци на статистика. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2014-2015 година изнесува 3616. Од вкупниот број на наставници и соработници, 2453 или 67,8% се наставници и 1163, тоест 32,2% се соработници во наставата. Бројот на наставници и соработници жени во учебната 2014 година изнесува 1710 или 47,3%, или конкретно на факултетите во регионот. На економскиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев, кој има своји дисперзирани студии во Кочани, вработени се вкупно 21 лице, од нив 13 се наставен кадар, додека 8 се соработници. На Правниот факултет со седиште во Кочани, од 22 вработени, 16 се наставен персонал, додека 6 се соработници. И на Машинскиот факултет во Виница, од 17 вработени лица, 11 представуваат наставен персонал, додека 6 се соработници. Последната ваква статистика беше изготвена минатата година. Според неа, бројот на наставници и соработници на високообразовните установи во академската 2013-2014 година изнесувал 3354 лица. Од вкупниот број на наставници и соработници, 2301 лице биле наставници или 68,6%, и 1053, тоест 31,4% биле соработници во наставата. Настава на факултетите изведувале 3259 лица, што представува 97,2% од вкупниот број на наставници и соработници, додека на високостручните школи настава изведувале 95 лица или 2,8%. Бројот на наставници и соработници жени во учебната 2013-2014 година изнесувал 1673 лица или 49,9%. Полицијата поднесе кривична пријава против 55-годишниот ВГ, управител на правното лице Димар Доел Виница, заради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело оштетување или повластување на доверители. Пријавениот знаејќи дека фирмата била со блокирана жиросметка со намера да ги оштети доверителите со купопродажен договор како управител на правно лице, целокупниот недвижен имот на фирмата го продал на себе како физичко лице.
На овој начин, пријавениот кој како физичко лице бил доверител на фирмата, се ставил во поповолна положба од останатите доверители кои имале своји побарувања и ги оштетил за износ од 181.338 денари. Отворен ден за граѓаните на Кочани организираше Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. На штандот во градскиот парк заинтересираните имаа можност да го проверат работниот стаж, платените придонеси од плата и други податоци што се дел од работењето на фондот. Под називот Ден за вас, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија во соработка со Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС и Општина Кочани го организираше отворениот ден за граѓаните. Целта на активноста беше да се избегне одењето по шалтери и канцеларии за да се добијат основни податоци за работниот стаж. На пунктот во градскиот парк, вработени во фондот, одговараа на непосредни прашања од заинтересираните граѓани во врска со пензиското и инвалидското осигурување. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување познато е дека одржува отворен ден за населението во кој што одговара на потребните прашања во смисла на докуп на стаж, во смисла на изготвување на листа за проверка на валидни и невалидни пријави, кој што е основен услов за одење во пензија на странците. Сите нерасчистени дилеми околу валидирање на пријавите и остварен законски стаж денес можат на увид да ги добијат граѓаните на Кочани. Дел од граѓаните се интересираа и за најавите со закон да се уреди можноста за откуп на неплатениот стаж од работен однос, за што според Арсова се уште се прават подготовки. А за ново најавениот закон веќе имаме во процедура кога ќе да се добијат конкретни инструкции во собранието, тогаш веќе ќе имаме и конкретен одговор. Сега е само стажот и регулирањето на стажот веќе утврден и оној што е платен за да се дојде до потребната основица за одење во пензија. Граѓаните позитивно ја оценија иницијативата за отворен ден на фондот за ПИОМ, со мислење дека тоа би требало да стане редовна практика. Имам работено во Атом, додека не се растори и не ми беше јасно колку имам стаж и оти сега гледам на телевизија што дават дека може да се докупува стаж, па за тоа дојдов тука, гледам истакнат пункто и да видам за да си проверам колку имам стаж. Секако треба почесто да има. Да, треба почесто да има стварно една контрола да направат на нивниот вработен стаж до сега што се работило, доколку се, како е, дали е платено или не е платено. Во текот на 3 часа колку што беше отворен пунктот на фондот за ПИОМ во паркот во Кочани, стотина граѓани добија одговори и информации на прашањата за својот работен стаж. При тоа им беа потребни само лична карта и матичен број, врз основа на што по електронски пат им беа соопштувани бараните податоци, а исто така можеа да ги добијат и во печатена форма. Општина Кочани во соработка со училиштата и велосипедските клубови организираше хепенинг под наслов "Сите на велосипед". Повод за настанот беше одбележувањето на 22 април, денот на планетата Земја. Над 100 ученици, граѓани и велосипедисти, членови на велосипедските клубови од Кочани учествуваа во заедничкиот хепенинг под наслов "Сите на велосипед", давајќи придонес во одбележувањето на 22 април, меѓународниот ден на планетата Земја. Настанот се организираше со подршка од клубовите и училиштата во општината, како потсетување на граѓаните дека можат да го намалат загадувањето на животната средина од автомобилите, ако наместо нив користат велосипед или одат пеш. Според градоначалникот Димитровски, иницијативата заслужува подршка поради што локалната самоуправа се вклучила во незината практична реализација. Сакам да ги поздравам сите овие акции кога нашите сограѓани ги користат алтернативните средства за превоз наместо патничките возила, заради тоа што со тоа ја заштитуваме планетата Земја, го подобруваме нашето здравје и воопшто го јакнеме нашиот дух. Во оваа прилика ги поканувам сите наши сограѓани утре да заеднички на работните места појдеме со велосипед или пешки за да го одбележиме денот на планетата Земја. Димитровски рече дека ќе даде и личен пример за користењето алтернативно превозно средство. Градоначалникот утре ќе биде исто така со велосипед на работно место, ќе дојде на работното место и ве поканувам да заеднички појдеме сите да го тоа споделиме. Учесниците во хепенингот "Сите на велосипед"
со своите велосипеди поминаа низ улиците на Кочани, а членовите на велосипедските клубови се искачија до езерото Градче. Во продолжение на информативниот блог вестите од спортот. Одличен настап на кочанските каратисти на Солидарност Open 2015 во Скопје. Меѓу освоените одличија се и 2 злата во борби во машка и женска конкуренција. 2 златни, 2 сребрени и 3 бронзени медали освоја каратистите на Партизан на меѓународниот карате турнир Солидарност Open 2015 во Скопје, кој изминатиот викенд го имаше своето 15-то издание. Злато освоија Мартина Шахинова и Ѓорги Петров, Михаил Митев и Ангел Митев стигнаа до среброто, додека бронзата заврши наградите на Кристијан Гроздановски, Димитар Јакимов и Давид Пецов. Василија Христич и Андреј Ѓоргиев завршија како четвртопласирани. Јас сум Ангел Митев, учествував на карате турнирот Солидарност Open 2015 кој се одржа во Скопје во категоријата 2003 минус 45 кг и го добив сребрениот медал. Јас сум Мартина Шахинова, исто така јас оваа недела бев на карате турнирот кој се одржа во Скопје, Солидарност Open 2015 година. Учествував во категоријата 2003 женски минус 42 кг во борби. Голем поздрав до моите наставници Јорданчо Петров и Оливер Коцев кои ме возможија да настапам на турнирот кој се одржа оваа недела. Јас сум Петров Ѓорги, учествував на турнирот во неделата Солидарност Open 2015 година. Учествував во категорија 2004 минус 40 кг и го освоив златниот медал. Јас сум Давид Пецов, во неделата учествував на турнирот Солидарност Open 2015 и го освоив третото место. Во мојата категорија 2004 минус 45 кг. Забележителен настап на турнирот има и каратистите на карате клубот Кочани, кои го представуваа вкупно 6 надпреварувачи. Во генерацијата 2002 Љубомир Давидков во борби категорија минус 50 кг освои второ место. Кирил Тошев во категоријата минус 55 кг беше третопласиран. Натали Веселиновска и Верица Карова во борби 2004 плюс 40 кг го освоија третото место, а останатите двајца надпреварувачи Иван Јанкулов минус 55 кг го зазеде четвртото место, додека Томо Кузманов во генерација 2004 заврши на делба на четвртото место во категоријата минус 40 кг. На годинешното издание на карате турнирот Солидарност Open 2015 настапија 50 карате клуба. Координаторот Владо Андов верува во напредок на репрезентацијата на Македонија пресред на квалификациите за Европското правенство. Минатата година репрезентацијата не се прослави, освојувајќи го предпоследното место во групата во друштво на носителите Италија и Шпанија. Македонскиот женски фудбал има перспектива, смета координаторот на женските фудбалски репрезентации Владо Андов. Кочани една од базите за регрутирање нови квалитетни фудбалерки, а дека такви не недостасуваат, потврди последниот настап на селекцијата до 17 години на меѓународен турнир во Црнагора, каде Македонија забележа клучна победа над домакинот и во конкуренција уште на Лихтенштајн и Луксембург го освои првото место. Оваа година имаме 2 развојни турнира и предквалификации за Европското правенство на Европа 2015 година. Едната игравме со домакинот на решение на пенали, ја добивме со 4:5 у корист на Македонија. Тоа се развојни турнири на кои УЕФА до 2017 година ги дава се со цел да може да имат повеќе утакмици и на некој начин во земјите каде многу покасно почнал да се игра фудбалот, женскиот фудбал, да може на некој начин да се развива преку тие турнири, за да можат да бидат спремни на предквалификациите и квалификациите за, да речеме, у одредени категории, U17, U19 и А селекциите, се со цел да добијат некој искуство и да едноставно си ги представуваат во најдобро светло своите репрезентации. На Македонија и предстојат квалификации за Европското правенство.
Минатата година репрезентацијата не се прослави, освојувајќи го предпоследното место во групата во силна конкуренција што ја чинеа носителите Италија и Шпанија. Оваа година може ќе ни се јаве да речеме да играме со Германија, со Русија, со Полска, зависи значи како ќе биде во Лион во барабанот и кои групи ќе бидат на екипи. Инаку пријателска утакмица закажена со Црна Гора од 28 сега овој месец до 30. Две контролни утакмици ќе се играт на терените на Фудбалската федерација на Македонија за селекциите, а потоа две возвратни контролни две утакмици ќе играме во август месец во Црна Гора. Голем дел од репрезентативките на Македонија во сите категории ги дава женскиот фудбалски клуб Кочани, додека градот Кочани исто така е застапен во репрезентацијата преку фудбалерките кои се стандарден дел од неа дури и во почетниот состав. Толку во ТВ едицијата, следете ги објавите на социјалните мрежи. Пријатно!